Здраво, Јарци! Ајде да видиме што не очекува во втората половина од 2022. Видиме секој месец што носи, поединечно ќе зборуваме по една-две кратки пораки за секој месец. Ќе ги спомнеме само големите нешта, само работите што се важни да ги чуеме и треба да ги знаеме, тие што оставаат впечаток, тие што оставаат некој печат. На друго не се фокусираме и вие си знаете, пораките се за многу од вас, затоа вие бидете тука да ги препознаете оние што се за вас, тие што не се, да ги отфрлите, да не обрнувате внимание и да започнеме. Да започнеме најпрво со месец јули. Што носи месец јули за вас, Јарците? Месец јули, пораката е доста јасна. Вие од вас во месец јули се очекува некаква истреност. Вие мора да бидете истрајни, одлучни, цврсти, за да успеете во нешто. Значи, до сега сте успешни, добро стоите, се е добро, меѓутоа, за да заврши ова, а во јули очигледно треба да заврши, да се доведе до крај работава, за да биде исто така и крајот успешен, вие мора да бидете упорни, истрајни. Знам, понекогаш е тешко, понекогаш мислите дека немате веќе ни енергија, ни сила за ова, но верувајте дека сега доаѓа крајот, а крајот ќе биде исто така убав, голем и успешен, ако само бидете упорни и истрајни. Бидете многу, многу упорни и се ќе биде добро. Се ќе биде одлично. После тоа ќе се отворат нови врати за вас и нови можности. Не знам што значи тоа, ќе видите вие кои и какви врати ќе се отворат, но после тоа се отвараат. Ајде да видиме август, што носи месец август. Е август на тајни, на работи, проекти што се прават во тајност, можеби не е тајност, можеби е само во ноќите, работите на нешто, креирате нешто, се случува нешто, но ова нешто е многу големо. Ова е нешто што буквално ќе ви смени целата енергија во домот, во вас самите, ако се работи само за вас. Можеби некоја водолија има улога во нештова, можеби некоја женска особа, женска личност во вашиот живот, мајка, сестра, баба, партнер, партнерка, како и да е, има голема улога, прави нешто подалеку од очите на јавноста, подалеку од очите на сите, работи на нешто, или пак вие работите на нешто подалеку од очите на јавноста, со цел да постигнете некакви големи успеси. За сега август месец е месец каде што треба да се продолжи да се прави оно што се прави и резултатите кога тогаш, дали порано, дали задоцнети, ќе дојдат. Ништо не е задоцнето, се си има свое време и се ќе си дојде на време. Ова е период каде што треба да останете фокусирани на вашата работа, на тоа што вие го правите. Може би дел од вас само ќе знаете некоја тајна во врска со некоја водолија или со некоја личност што ви значи во животот. Некакви големи тајни ќе откриете. А дел од вас пак ќе бидете само емотивни, доста емотивни во текот на цел месец. Едноставно ќе можете да се расплачете, да се насмеете без причина. Многу емотивни. Одиме со септември. Септември месец е месец каде што вам ви е потребен одмор, но тоа нема да ви биде да биде можно за вас тоа, затоа што вие имате некои работи на кои треба да се посветите, да се фокусирате. Гледам дека некој ви стои над глава и чека од вас да се завршат работите. А како вас ви е потребен одмор, но не може да си го дадете, не ви дозволуваат околностите, луѓето околу вас. Нема нешто да ве секира, да ве оптеретува нешто, затоа што знаете дека после ова ќе си постигнете еден прекрасен, совршен баланс, ќе бидат работите како што треба, знаете дека сега треба само да бидете упорни. Очигледно, главниот збор, порака за вас за периодов е упорност и истрајност.
некој не е задоволен од вашата, некој нема да биде задоволен во септември од вашата амбициозност, решителност и упорност, не е задоволен, очекува многу повеќе, ќе ве поттикнува на многу повеќе и ќе успее во тоа. Некој од вас ќе чуете дека некој се сели, заминува негде, може би вие сте тоа, вие се селите, заминувате негде, преселба, или едноставно напуштате некоја работа, меѓутоа не е работа, мислам дека е некоја особина, карактерна особина, ја напуштате, оставате позади себе и малце повеќе ќе се фокусирате на нешто друго, на нешто ново, на нешто што повеќе поголем баланс ќе нуди во вашиот живот. Одиме со октомври, каков месец ова за вас јарците. Во октомври добро да се биде јарец. Ова е фантастично. Какви успеси, некоја желба, некоја голема желба вас ќе ви се исполни. Вие ќе бидете многу големи, ќе бидете во октомври. Ќе постигнете некои страшно големи успеси. Некои од вас заминуваат на големи патувања, од каде ќе донесат неверојатни успеси. Некои од вас купувате нешто, автомобил, нешто за себе купувате, нешто на себе, на вашиот изглед, вие ќе изгледате неверојатно добро, вие ќе изгледате како никогаш досега. Вие во некоја работа во која сте, вие ќе застанете на врвот и тоа многу некако многу впечатливо. Тоа сите ќе го видат, тоа сите ќе го знаат, не само вие. Ова не е нешто само вие за вас што е и вие си уживате во успесите сами за себе. Не, ова е нешто многу големо. Ова сите го гледаат, ова сите го знаат. На другите може не им е јасно како го постигнавте ова, како можеше. Но, верувајте, октомври месец, чекајте го октомври, фантастичен месец. Одиме со ноември исто така. Ноември некој стрелец, некој овен или некој лав вас ќе ве назначат нешто или тие ќе направат нешто за вие да успеете, или вие ќе ги направите овие луѓе среќни и ќе ги послушате, ќе ги послушате советите на овие луѓе и вие ќе успеете во некоја голема работа. Ова е многу голема работа, ова е работа која привлекува внимание од страна, од сите што ве гледаат, го забележуваат ова. Значи, ова е нешто што многу привлекува внимание. Или па вие ќе бидете ваков, ќе ги усвоите карактеристиките на овие огнени знаци, нивната упорност, нивната амбиција, нивната истрајност. А може би ова има нешто врска со август, каде нешто во тајност работевте, сега ќе го представите пред сите, или некој работиш нешто во тајност, па сега ќе го представи пред сите и немам зборови, октомври, ноември месец, вие ќе бидете звездата. Ова е звезда, вие ќе бидете звезда. Не само звезда, ова е позитивна енергија, ова е успех, ова е радост, ова е способност, моќ. Проследена е со карта на победата, проследена е со сила, моќ, ќе добиете, ќе остварите некакви успеси, некоја сила, некоја моќ. Ќе држите, некој од вас дури и говор ќе држите. Некој од вас ќе стекнете и публика, ќе стекнете следачи, следбеници, многу убави месеци. Че крајот на годинава е фантастичен. Значи, првите 3 од овие што ги спомнуваме ние, од јули, август и септември, се месеци каде што треба да истраете, за во октомври, ноември, декември вие да ги доживеете овие успеси. Ова се успеси што не секој ден се доживуваат и не секој ги доживува.
и декември, повторна победа, повторно веќе завладеете со некоја ситуација, некоја област, некои луѓе. Сега некој од вас може и во политиката се, не знам, ова на тоа асоцира победници, луѓе што стекнале следбеници, публика што завладеале во некоја област. Може област во вашата професија, значи буквално од најситното до најголемото нешто што може да го замислите, тоа е тоа. Доаѓа помош од некој овен повторно, овен се јавува, тој ќе биде рамото, тој ќе биде ветерот во грб, тој ќе биде силата ваша. Или вие за него, некако, како и да е, мајката во вашиот живот или партнерка, нешто такво, голема улога играат, многу помагаат или се многу среќни за вашите успеси. Патување, во декември ве очекува некоја патување, каде ќе славите успеси повторно, значи немам зборови. Последните 3 месеци од 2022, камо секој да е јарец. Прекрасни се пораките. Се надевам ќе уживате. Се надевам уживавте во ова видео и до следното. Чао, чао!